Премиерот на Македонија Христијан Мицковски во интервју за македонската радио-телевизија на маргините на 62-та Минхенска безбедносна конференција порача дека членството на Македонија во Европската унија не е милост, туку нешто што земјава одамна го заслужила. Мицковски истакна дека македонската влада се бори да ја презентира својата верзија на приказната и да укаже на неправдите со кои се соочила земјата во евроинтегративниот процес. Мицковски нагласи дека владата каде и да оди настојува да ја раскаже вистината за предизвиците и неправдите што ги доживеал македонскиот народ и држава, со цел да се зачува кредибилитетот и имиџот на самата Европска унија. Според него македонската приказна е полна со предизвици, но Македонија секогаш излегува како победник. Тој коментираше и за пораките од САД на конференцијата, нагласувајќи дека иако оваа година биле подавајни во форма, суштината останува иста. Европа и Америка се партнери, но мора да се знаат одговорностите и придобивките во партнерството. Мицковски појасни дека заедничката изјава со Соединетите Американски држави се однесува на трговски тарифи, а не царини, при што Македонија добила исти услови како земјите од Европската унија. Тарифа од 15% и единствената европска држава надвор од Европската унија, која на билатерална основа договара ваков договор. На конференцијата премиерот учествуваше на тркалезната маса Отворена врата или Отворен крај, исполнување на ветувањата за проширување на Европската унија и оствари средби со холандскиот премиер Дик Сков, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, украинскиот председател Володимир Зеленски, како и со други меѓународни представници за глобални и регионални прашања.